Почитувани гледачи, посакувам да дојдете во најновото издание на емисијата Очи во очи заедно со мене Огнен Јанески, каде што денеска ќе разговараме за она што се случува во изминатите 2 дена, тоа се средбите кои ги прави Хајндел во Република Македонија, специјалниот пратеник по однос на посредување за решавање и за излез од правно-политичката криза. Но темата која што ќе разгледуваме се разбира од ваш аспект и од оној аспект кој што социјалните мрежи и дел од интернет порталите го наметнаа во текот на вчерашниот ден и денеска. Исто така се однесува на тоа дека председателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски не се сретна со Хајндел поради приватно патување, односно поради присуство на свадба во Рим. Така што и темата долу, Хајндел во Скопје за пржино, Груевски во Рим на свадба е она за што ние ќе разговараме на 0260 91 924 0260 91 925. Колегата Александар Пешев, оставајќи ја свадбата на страна, зборува токму за она што Хајндел го пренесуваше, а се однесува на тоа дека одговорноста за надминување на политичката криза ја имаат македонските политички лидери, а актуелната состојба не е поволна за македонската економија, вели специјалниот германски пратеник Јоханес Хајндел во интервју за порталот Нова. Договор за надминување на политичката криза мора да има што поскоро пред почетокот на летните одмори. За Македонија е мощно важно кризата што поскоро да се надмине, бидејќи таа криза не е добра за инвеститорите, кои и се потребни на македонската економија. Мојата улога е посредничка, а одговорноста за состојбите е на политичките лидери и од нив зависи успешноста на процесот за надминување на кризата. Хајндел се сретна со представниците на македонскиот политички врв, освен со екс-премиерот Никола Груевски, кој, како што информираат од партијата, бил приватно одсутен. Германскиот пратеник разговараше со председателот на ДУИ Али Ахмети, првиот човек на ДП Мендух Тачи, а посредбата со лидерот на СДСМ Зоран Заев од Бихачка соопштија дека заеднички став на партијата и Хајндел било дека нема време за губење и дека е неопходно брзо решение за политичката криза, а тоа како што се наведува подразбира прецизирање конкретни чекори за исполнување на двата клучни услова за брзи, фер и демократски избори во Македонија и организација и спроведување слободни избори според договорот од пржино. Словачкиот амбасадор во земјава во изјава за 24 вести испрати речиси идентични пораки. Инаку следната недела во земјата пристигнува американскиот заменик државен секретар Викторија Нуланд. Лидерот на ДП Мендух Тачи смета дека посредбите на Хајндел и Нуланд може да се очекуваат конкретни решенија за кризата, забележувајќи дека меѓународната заедница премногу ги толерира македонските политичари. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Поздрав, Огнен. Поздрав и до вас, погласно држијата, а повелете вие. Викам поздрав до тебе и до сите. Да, ве слушам, повелете. Слушатели на канал 24. Благодарам, повелете. Па вака се. Ја мислам дека за посредникот од Германија се знаеше многу подамна, преку неколку дена дека ќе присуствува во земјата. И доколку сакаше председателот на ВМРО ДПМН тоа да го направи, ја мислам дека ќе наидеше на разбирање, можеше ќе да е ден-два порано или ден-два покасно, за да седнат сите 4 лидери да разговарат околу ситуацијата. Ја мислам, по мене, дека повеќе се загрижени странците, него нашите лидери и политичари што сме ги избрале за да ја водат Република Македонија и тоест граѓаните на Република Македонија. Ова неозбилност е према лидерите кои што закажуваат свадби. Од тие свадби закажале и овие, како се вика, и на Велс играчите, меѓутоа ги одвојаа тие службени и приватни патувања. Ова е приватно патување. Сега како може на Македонија, на граѓаните на Република Македонија, им гори под ноге, значи, стварно ова е 35 температура, плюс 35, тоа е 70 степени температура, господинот Никола Груевски приватно патување во Рим на свадба. Ја не знам како би можеле да го спасат граѓаните. Дали се тие ВМРО-ци, СДС, ДУИ, ДПА. Ова е неодговорна работа. Неодговорна работа. И ова не е дека е приватна ова. Само тука се води некој собствен инат, партиски инат и да завршам
се знае сега кој сака и кој бега од тие договори и тие избори. Ви благодарам. Ви благодарам за јавувањето. Поздрав до вас. Дали имаме некој следен на линија? Добар ден, повелете. Добар ден. Ало. Да, добар ден. Добар ден. Добар ден, повелете. Огнен, јас ретко се јавувам, ова ми е втор пат. Мило и да ми е. ти кажам право, стварно не можам да го сватам лидерот на ДПМН. Како може сега, кога доваѓа човек за да ни помогне, а тој оди на свадба. Стварно, сите овие работи мене ми се конфузни и јас мислам дека целата работа ја мати Груевски. И се додека тој е лидер на ДПМН, нема ништо да се помери во оваа состојба во која се наоѓа нашата држава. Стварно неодговорна личност и штета што во нашата држава двајца, ќе спомнам на кам извини председателот и Груевски, се неозбилни и некако не си ја сваќаат работата озбилно и покрај нив целиот македонски народ страда. До кога ова ќе биде стварно не знам, али нешто мора да се превземи. Еве од шарена револуција сакаат неколку да се вклучат во преговорите, па некако нека се тој состанак во број зголеми, да си го кажат и тие мислењето, али до кога вака ќе игра со луѓето, срамота, тоа изгледа како некој да ти доваѓа на гости, а ти бегаш. Не озбилна, стварно неозбилна работа. Ја не знам како има и озбилни луѓе во ВМРО и како го толерираат овој човек се уште да ги води, не ми е јасно. Стварно не ми е јасно. Толку огнен, работава ми е стварно конфузна. Благодарам што ме сослуша. Ви благодарам за јавувањето, поздрав и до вас. Во текот на вчерашниот ден информацијата која што се споделуваше по интернет порталите велеше вака. Председателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски не се сретна со германскиот специјален пратеник, иако во агендата на Јоханес Хајндел била предвидена таква средба. Од владеачката партија за порталот Нова рекле дека причината е тоа што Груевски се уште е на приватно патување во странство заедно со семејството. Председателот на ВМРО ДПМН не беше присутен на вчерашната средба веќе во случајот од причини кои веќе ги соопштивме. Заедно со семејството е на приватно патување. Тој беше лично поканет на свадба кај пријател надвор од Македонија уште пред неколку месеци. Престојот во странство го завршува заклучно со утрешниот, односно денешниот ден. Се вели за Нова од страна на портпаролот на владеачката партија Иво Котевски. Како што дознава порталот Нова од дипломатски извори, германскиот пратеник воопшто не бил известен за отсуството на Груевски, иако тој специјално вчера пристигна во Македонија да оствари поединечни средби со лидерите на најголемите 4 политички партии, потписници на Пржинскиот договор. Котевски за време на средбата на Хајндел со партиски представници на ДПМН телефонски за Нова изјавил дека не знае точно кој од партијата ќе се среќал со Хајндел, тоа пред да се оствари средбата, потоа веќе имаше соопштение. Добар ден, велам кому? Здраво, Огнен. Да, повелете. Вака да те поздравим многу, среќан празник и ако си имаш некоја Ивана денески да си го прошеташ малце. Добро, благодарам. Да си жив и здрав. Благодарам и вие исто. Хајде, тоа нели, тој не е прв, не е последен, нека си жив и здрав у Скопје што си е дошол. Ете, како беше тој плен, се плени, баба си го чеша. А премиерот, па сега што ди, па око да се превесели на свадба, да се изигра, па ово више дава напор, дава човекот, па свадба му закажена, па и он сака малку да поигра, па овај политика више ќе ги изеде, па он си има замена. Ајде, нека се живи и здрави Господ со нас, како е, никој не е. Поздрав, Огнен, и се наубаво, чао. Поздрав и до вас и благодарам за јавувањето. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Добар ден и среќен ден до сите гледачи на 24 вработените. Бедството на Никола Груевски од средба со Хајндел кажува дека ова партија и овој лидер не е спремен да го исполни она што е во Пржино. Неодговорноста е толкова голема што за една свадба вакви работи не треба да се откажуваат. Требало тој да откаже престојот на свадбата, бидејќи дека се решава судбината на Македонија и судбината на 2 милиони народ колку не декларираат, бидејќи попис немаше, не можеме да знаеме колку
сме точно. Што значи? Значи дека доколку претендира тој да биде власт, не сме да се игра со странски представници од кои бара помош, од кои бара пари, секој месец позајмици што ги имаше, но сега увидува странците и му ги кратат фондовите, не му даваат пари за се и се што. Значи дека Никола Груевски сака уште подлабоко да запечати судбината на Македонија. Предлагам партијата ДПМН да направи еден вонреден конгрес и ги повикувам сите од таа партија да имаат вонреден конгрес и да изберат нов лидер, бидејќи со овој лидер не може напред Македонија да иде и шарената револуција се согласувам да се приклучи на преговорите и да станат тие еден фактор во Република Македонија. По се изгледа тие едини се борат за спас на Македонија и за спас од ова чудо Никола, наречено Никола Груевски, бидејќи од кога е доден Никола Груевски само зло на народот му прави. Еве гледаме ни скратуваат пари за патишта, за други работи, а он сака да троши пари за барокни фасади на градски трговски центар и други работи. Поздрав до вас и благодарам за јавувањето. Дали имаме некој друг на линија, повелете? Да, имате. Добар ден, повелете. Здраво, Огне. Здраво. Кратко. Ајде. Село Гори, баба Коза Чешја. Бидете поздравени и шарената револуција само напред. Не само тоа, него сите студенти од Македонија да им се придружат. За да видат со кого имаат работа. Фала, пријатно. Пријатно и до вас и благодарам за јавувањето. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Ало, добар ден. Ве слушам, повелете. Па работава се вика село Гори, баба се чешла. По однос на премиерот, на бившиот премиер. Да вие вака понижите висок странски представник на партија која вас ве поддржува и која ве донесе на власт. Ја мислам дека Меркел овој дипломатски гаф нема да му го заборави на Груевски. Ова е крајно несериозно. Како човек кој кобејаги се залага за мир и стабилност во државата. Така да, што да се каже, мислам дека нешто се случува, а тоа ќе се покаже во идното време. Меѓутоа, тоа е сериозноста на нашите политичари, колку се загрижени за еднината на земјата. Свадбата им е побитна, отколку да седнат, реално да седнат, да се договорат како ќе се заврши овој циркус во државата, што тие го направија и го прават. Пазете, не народот, него тие, он што се шета по Рим и уште некој други сателити, а што да се каже друго, ваков циркус одамна немаме гледано. Гледаме до вчера со председателот, сега гледам он што прави, нека им служи на чест, меѓутоа дека сите треба да знаат дека странците сето ова го гледаат и немој утре после цацко од конопиште да им биде крив што ќе добиваат пенали или што ќе ги пеналат. Може би има некоја друга човек од намера, знае дека може подолго време после нема да искочи од државата, па ајде да се види со пријателите. Толку пријатно. Ви благодарам за јавувањето, пријатно и до вас. Никола Груевски е на одмор со семејството во Сицилија, Италија. Се враќа утре со летот од Рим во 6 попладне, но неговата дестинација не е Скопје, туку Софија, вели порталот Нова ТВ, кој во соработка со нивните колеги од мрежата на новинари OCCRP дошла до авионските резервации на поранешниот премиер и председател на ВМРО ДПМН Никола Груевски, кои посочуваат дека тој веќе 5 дена е во градот Катанија на островот Сицилија. Авионските билети покажуваат дека Груевски со сопругата Боркица, мајката Нада и двете ќерки на 1 јули во 8 часот прво слетал во градот Бари во Италија. Од таму не е познато како стигнува до Рим, од каде што оди за Сицилија. Утре во 6 попладне Груевски од аеродромот во Рим ја напушта Италија и вечерта слетува во Софија. Ова се само резервации и останува можноста картите да се променат. Откако на социјалните мрежи се појави фотографија од Груевски како шета по продавници на луксузен бренд на аеродромот во Рим, партијата писмено соопшти дека тој е на свадба во Италија кај личен пријател, при тоа велејки: како и секој патник на кој било аеродром, времето додека чека го поминува разгледувајќи ги фришоповите. Сепак во јавноста се создаде перцепција дека Груевски избегнува да се сретне со германскиот специјален представник Јоханес Хајндал, кој вчера пристигна да се сретне со лидерите на партиите во обид да се спасува пржинскиот договор. Патувањето на Груевски предизвика духовити реакции на социјалните мрежи, каде што корисниците се шегуваа и правеле паралели со сицилијанската мафија, со фиктивните филмски мафијашки карактери како Дон Корлеоне. Се појавија и духовите фотомонтажи, како што и може да се најдат на социјалните мрежи. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Ви посакувам уште на почетокот убав работа. И јас вам благодарам.
Вака, до сега мислам дека имавме огромен број на прилики да разбереме со какви луѓе имаме работа, односно какви луѓе за жал ја водат нашава држава. Не знам, може би народот малку потешко ги разбира работите или премногу веруваше во власта, па зборуваше и за проекти, и за програми, и за не знам уште што. Но од самиот почеток јас би кажала дека ова власт не заслужува тромка внимание, затоа што за овие 10 години видовме што се случи со државата. Направија пустош, тоа е крајно неодговорно, значи немаат никаква морална одговорност како политичари, како економисти, како социјалци, ама ништо, тотално ништо, никаква одговорност. Ниту водат сметка за државата, ниту за народот. Единствената цел која што беше уште на почетокот поставена беше сопственото богатење. За жал, ја опустошија државата, го покрадоа народот, ги зголемија своите конта во државата и надвор од неа и сега игнорираат се живо како што досега правеа. Не еднаш, повеќе пати сум кажала. Ги игнорираат стечајците, земјоделците, тутунарите, лекарите, професорите. Па еве сега им оваа младина на која што треба да почива иднината на државата. Ги игнорираат максимално. Јас не знам уште што треба овој народ да разбере. Тоа не е власт. Тоа се бандити. Тоа се хулигани. Тоа се испод секое ниво луѓе, ако може да се наречат луѓе, затоа што не доведоа на просјачки стап. Мислам дека местото на Сицилија е токму таму му е, затоа што и тој е еден дел од сицилијанската мафија. И не заслужуваат за ништо по-сериозно да се каже за нив. Но се чудам на опозицијата. Зошто воопшто се труди да разговара и да преговара со хулигани. Тие нас, припадниците на шарената револуција, не нарекуваа хулигани, но поголеми хулигани од нив навистина нема. Бидете поздравени. Благодарам, поздрав и убав ден до вас. Дали имаме некој друг на линија? Повелете, добар ден. Здраво, Македонијо. Ве слушам, повелете, добар ден. Господјата, со каков вокабулар, ова може само на очи, да без очи. Значи, епитети. Да, Никола е прв пич у светот. Докажа и покажа дека една мала земја може да ја споминат по реформите. Градилиште во светот е ценет. Само вие правите си мапет шоу. Ке го гледате на слика и ке го тражете, запамтете. Ке му се извинувате после убедливо кој ќе победи. Еве, и овој германецот увидел дека не е ниво на Никола Груевски. На Никола Груевски е ниво не нула. Во Обама да дојде не може да помогне луѓе. Ни специјален обвинител, ни специјален суд да ви дадеме. Сега ќе ви дадеме и специјална полиција. Добро. Ајде сега за темата да зборуваме. Само ова сега. Не, за темата да зборуваме. Не. За темата зборувајте. Темата е Никола Груевски, зборувам за Груевски и за Хендел. Но тоа не е темата. Темата е во комбинација со Хајндел. Каква комбинација, бе? Каква комбинација со пржино да се испржи Македонија? Па и врапците знаат веќе. Нема шо ново да понуди ни Хендел, ни Њулан, ни Обама се спрема, а не смее да дојде. Дали ви е јасно дека нема спас на вашата идеологија? Пропад на вашата идеологија. Само се повише смешни. Жалам го и Хендел, и Њулан ќе откаже, бидејќи гледа дека не може вако нешто у ова света земја. И ред е една за секој пат полека да се помакедончиме сите во ова прекрасна земја. Не можат овие странци, овие са птици, преселици. Ви благодарам за јавувањето, пријатно до вас. По интернет порталите, особено оние кои што се занимаваат со политичката сатира и со сарказмот, има неколку информации кои што во интерес на денешната тема и ќе ви ги прочитам. Коза Ностра на денешен ден всушност пишува вест во која вели
Патувањето во Италија и свадбата на која присуствувал екс-премиерот Никола Груевски ќе бидат главни точки на денешните средби на партиските представници на 4 најголеми партии, која денеска ќе се организира во резиденцијата на Европската Унија во Пржино, односно веќе се организираше. Како што дознаваме, групите расправале за цените во Италија, но и се правела компаративна анализа на организирањето свадби во Македонија и во Италија. Во вториот дел од средбата се вклучил Линковски со јавување Груевски од Италија, каде што тој раскажал како си поминал на мини одморот. Добар ден. Здраво, како се огне? Добро е, како сте, Цане? Познава тие. Поздрав до вас. Може ли само една мала дигресија за ове претходни чека? Ајде. Само два спора. Хејни Пуанкаре има речена ова работа. Стварноста околу нас понекогаш е толку страшна, што поприхватлив е бек во делузија. Мислам дека го стварам во комплетна делузија има. Мислам дека има комплетна делузија и за човекот дека што зборува. Тој, мислам, има право да мисли што сака, ама јас така мислам. И ако го равни толку многу, јас сум спремен, нека ми организира, јас ќе дебатирам со големиот вожд. Само уште две-три работи. Се согласувам со Воглено сите што кажа и сметам дека причините се јасни за ова што избегна господинот Груевски. Едното е што се плаши што ќе му кажат, а втората е намената кон добар дел од своето полуписмено поданештво. За жал, 46% од македонската популација е со сомнителен функционална писменост. Тоа не е тема. Поздравени сите, бај. Пријатно до вас. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Дали се слушаме со некого? Ало? Да, ве слушам, повелете. Па мислам дека Хајнул и не е некој достоен вака за почит, затоа што прво тој не ја почитува Македонија. Значи, јас никогаш не го имам слушнато да се обрати кон нас како Македонија, македонци. Втора работа, мислам дека и Никола Груевски, ако е во некаков работен однос, валјда и тој има по закон некој право на годишен одмор. Сега тоа што е предмет, користењето на годишен одмор, предмет на медиум, не разбирам зошто не би било предмет на интересирање, да речеме, кога една обвинителка оди на одмор или отлага заради журки, истрага за државен удар или корупција или преслушкување. Или да речеме некој опозиционен новинар која си шета во Австрија. Значи, секој има право на одмор, да си шетна, бидејќи се зафаќате и ме ставате во кошница каде што не ми е местото, само да ви објаснам дека јас не сум државен службеник и дека моите работи кои што ги правам приватно воопшто не се предмет на интерес на јавноста, затоа што јас не земам плата од даношните обврзници на оваа држава. А тоа што сум бил во Австрија е моја лична работа. Продолжете. Останатите кои што ги спомнувате беа државни службеници или се уште се, како што е Катица Јанева во моментот, односно зема плата од државните обврзници, исто како што беше и поранешниот премиер Никола Груевски. Значи да продолжам, да завршам процедурално. Не е проблем дали мене ќе ми исклучите или не се сложувате со мен, дали ќе ме прекините исклучите. Не е за согласување, туку треба да правите разлика помеѓу споделување на вистината и на реалните факти и при тоа спинување на одредени работи кои што не име местото таму. Значи да ја дозавршам реченицата. Јас не можам да ви дозволам вие да го злоупотребувате моето постоење за некои ваши лични цели. Значи да ја дозавршам реченицата. Сега повелете. Може, слободно после исклучете ме. Значи... Не, јас нема да ви исклучам, само ви кажувам дека нема да ви дозволам злоупотреба. Повелете. Така, значи кога опозицијата сака да ја замени власта сегашната, значи самото ова јавување, контактирање со опозиционен медиум е тест за опозицијата, значи како се однесува. Значи мене воопшто не ми смета дали некој ќе ми исклучи или не. Работата е како дали е подобра опозицијата или опозициониот медиум, дали ни нуди повеќе демократија за да му дадеме доверба на изборите. Значи врти случај тука се сведува на се. Јас се извинувам, од каде ви вам докази дека ние сме опозиционен медиум? Со кое право тоа го кажувате и врз која основа? Се извинувам ако искажам своје мислење, значи. Не, тоа не е веќе лично мислење. Кажувањето на такво мислење во јавен дискурс побарува и одговорност затоа што се обидувате нешто да наметнете за кое што немате никаква аргументација и докази. Тоа веќе понесува одговорност.
Добро си извинувам вака ако ви изнервирав нешто. Не, мене воопшто не ме изнервиравте, само ве прашувам, бидејќи ме интересира. Тоа е, значи, ако сме сите еднакви пред уставот, значи секој си има право на годишен одмор. На крајот на криштата, значи како што си има право и новинарот и обвинителот додат на годишен одмор, важда има право и премиерот доди на годишен одмор. Добро, така тоа е мислам, веќе тоа е друг моето муабет. мислење. Тоа би било се? Да. Ви благодарам за јавувањето, пријатно и до вас. Дали имаме некој друг на линија, повелете? Добар ден. Добар ден, ве слушам. Јас прво би ти предложил вакви контракефала како овој и како тој Ошчип, дефинитивно да му свирниш еден офсайд. Немојте со таквите изрази, ве молам за темата, продолжете. Добро, не се конструктивни, темата е навистина сериозна, Хајнтол иди во Скопје за сериозна работа, пржино еден, да го наречиме, не е спроведен и е прекинат, мислам, скоро прекинат, целиот, сега е пржино 2, да се потврди пржина и да одиме понатаму, дефинитивно да направиме одредници со кои што можеме да излеземе од ова криза. Кризата не ја направи Заев, бидејќи не е на власт, кризата ја направи, се знае, власта ја направи, начело со отсутниот Груевски, кој што свадбите му се помили од државата, нека му се, не е битно, нека игра, нека си зна игра, не е проблем, меѓутоа тој требаше да седни на маса и да разговара со Хајнтол. Чие е Хајнтол? Како е Хајнтол? Не е битно. Е пуштен од Германија, ова му е, не знам, втор, трет, не знам кој пат кај што иди, трет е, во секој случај, да не и четврт. Пуштен е од Народната партија на Германија. Тој е представник на народните партии од Германија, така да Груевски требаше барем него да го испочитува и да биде тука присутен и да разговара со него во врска со проблемите. Так. Проблемите се знае кои се. Сите се значи присутни, само тој не е присутен. Сега ќе лета ваму, па ќе лета онаму, па едно, па друго, па тој ќе го заобиколи Хајнтол ќе си замени и договорот ќе биде, јас не знам кој ќе го решава договорот, меѓутоа ова работа воопшто не ми се допаѓа, не е сериозна, но вистина она што го рекоа претходните два тројца, село гори и баба се чешла, навистина така изгледа ова работа. Тоа слободно може да си го земат овие недржавотворците. Добро. Контра. Ви благодарам за јавувањето, поздрав до вас и убав ден. Дали имаме некој друг на линија, повелете? Добар ден. Добар ден. Дали се слушаме со некој друг, со оглед на тоа дека сме некаде при крајот на емисија? Добар ден. Ајде му кажам. Ајде, повелете, ве слушам. Тука на вас, телевизија комунали. Дали се слушаме? Ало? Да, добар ден. Добар ден. Добар ден. Мило ми е, што ве доби. Мило ми е име, не повелете. Многу вам и се, тука многу е добро, 97 демократија има и ви се имате, беше пора диктатура, од 91 демократија. Огнен, многу ве слушатели се уводве, Бога ми за емисијата, ве, многу говорили се тука многу за критичари, ве. А кого критикуват? Власта што гради и држава и ќе прави држава. И користат од благодетот од користат го од власт. Се користат, и вие признерите баште. Користат се. Има право Груевски дека сака да оде. Груевски е измислен за вас. Од нула е почине државата. Градени, има пример друг. Али он пак ќе биде пример. По изборите пак ќе биде. А вие што доваѓат странците што ги викате? Странците се само за така, значи, за, како да речем, за пропаганди. И они, викам, не ви помагат, они ви прочитаа. Идеја дека едни избори, втори избори, трети избори, и услови не исполнети, трети не исполнети. А што не исполнети? Се исполнето. Нема, како да речем, гласачи, немате програма, нема проекти, народот да го привлечете.
Тоа е тоа. Таа е партија, хулиганска партија. Гледај се, лидер кој има по институциите има со шекерина. Ево какви лидери имате. Ево какви програми има. Рушење држава. Тоа не треба да постои таква партија. Тоа би било се? Точно е, тоа е се. Пријатно и пријатно. Пријатно и убав ден за вас. Ви благодарам, тоа беше и последното јавување во денешното издание. За крај, само уште една многу кратка информација, која што исто така доаѓа од интернет порталот Коза Ностра. Екс-премиерот изјави дека вечерва ќе пристигне во Скопје и дека активно ќе се вклучи во решавање на политичката криза. Во ексклузивна изјава за Коза Ностра, Груевски ги расчисти со мрежите околу неговото враќање. Вели, попладнево сум на блага ракија кај младенците. Веднаш потоа тргам за Скопје, уште вечерва стигам во Пржино и продолжувам со исто темпо, кусо изјави Груевски. Пријатно.